фаќа две групи на деца, тоа се предшколски и школски деца. Работиме исклучиво со деца кои што се во образовниот систем, иако има неколку исклучоци во дневниот центар за деца на улица, како што напоменавте, со подмината возраст, кои што не се вклучени во образовниот систем. Меѓутоа, најголемиот дел од децата кои што се вклучени, бројката е над 300, тие се вклучени во образовниот систем, околу 80 се во предшколска возраст, останатите се во школска возраст. Нашата цел е она што не достига кај нив од аспект на знаење, вештини, кои што не може да го стигнат на училиште, да го надополнат како дополнителна настава во неформалните центри. Меѓутоа, не е целта да го замениме она што треба да го работи училиште, напротив, да помогнеме на училиштата за децата да стасаат со материјалот, секако со оваа нова програма по Кембридж, која што знаеме дека е обемна и неголемиот дел децата и не можат да стасаат, да го совладат целиот материјал. И меѓутоа работиме и на во тесно соработка со самите училишта кои што не се исто така партнери во проектот, со цел да испробаме некои нови методи, нови модели кои што веќе успешно функционираат во други училишта низ Македонија, се со цел и тоа да допринесе кон кревање на нивото на квалитетот на образование кој што го добиваат децата од шуторизари. Детската фондација Песталоци во изминатиот период, изминативе години, поддржуваше неколку иницијативи низ Република Македонија преку неколку други организации кои што вклучува уведување на некои нови модели кои што одат во насока на промовирање на интеркултурен соживот. Тие модели ние се обидуваме сега периодов ќе пробаме да ги презентираме на двете основни училишта во Шуторизари и да почнеме со нивна имплементација, тоа е значи интеркултурна едукација. Вториот модел е дете правобранител, кој што исто така функционира во другите општини и чија што цел е да ги промовира детските права помеѓу децата кои што се секако уживатели на тие детски права. На крајот со последната цел децата да си ги знаат своите права, да препознаат кои се прекршувањата на нивните права и соодветно на тоа и да имаат механизми за реагирање кога ќе им се прекршат одредените права. Ние се надеваме дека двете основни училишта, 26 јули браќа Рамис и Хамид, позитивно ќе најдат на промоција на овие модели во нивните училишта. И исто така и работиме и со родителскиот совет, со советот на родители при двете училишта, затоа што ова исто така е една битна алатка која што ја има во училиштата, која што не е доволно искористена според нас на локално ниво. Тоа е едно тело кое што има прилично големи права и обврски. Нашата цел е да двата родителски совети од двата училишта да поминат неколку обуки каде што ќе се запознаат со нивните права и обврски и потоа малку поактивно да се вклучат во работата на училиштето, во помош на училиштето преку одредени барања. Дневниот центар за деца на улица се имплементира во рамките на невладината организација Здружение за заштита на правата на детето веќе 9 години. Самиот дневен центар пред се обезбедува дневна грижа во моментот над 100 дечиња на возраст од 3 до 17 години, така што ги отргнува од улицата и ги внесува во безбедна средина исполнета со активности кои што го стимулираат нивниот правилен детски раст и развој. Со нивниот престој во оваа едукативно креативно каче се задоволуваат основните потреби, како потреба од одржување на личната хигиена, потреба од храна, облека чиста, обувки и така натаму, меѓутоа и се вклучуваат во образовниот систем и се задржуваат во него, како и заштита од секаков вид на насилство, војно и добиваат здравствена заштита.